Утринска на Телма продолжува и она кое што веќе го споделивме на самиот старт, нашата рубрика Утринско будење, едно од поомилените, бидејќи секогаш се поврзуваме со нашите пријатели, дел од нив и луѓе кои биле и во студиото, уметници, професионалци, секој во својата област, но и луѓе кои што секогаш имаат што да ни најават. Сакаме да најавиме интересни нешта, особено кога зборуваме за времето предвидено за уживање и релаксација, за малку смеење и за нешто кое што, како велиме, ќе ни го направи поквалитетен животот, но и секојдневието. Тоа се разбира и театарските представи на кои што сакаме да отидеме и да уживаме. За една таква зборуваме во продолжение, но и за многу други нешта, заедно со нашиот актер, кој го гледаме и во моментов, а тоа е Радо Алексовски. Утрово се буди, веројатно, заедно со Утринска на Телма. Радо, добро утро од студиото, од целата екипа. Се надевам се слушаме, дали сме добро? Да, супер се слушаме. Супер, одлично. Убаво е да се разбуди човек, еве с убави теми, апропо и твојата, со Иван ве споминавме да убаво е дека од септември некако започна активно да се промовира и преку нашата емисија секако нели театарската сезона. Меѓутоа, последниот период имавме и доста стендап комичари, се најавуваа стендап нели представи и проекти во Скопје, што и се случува некаква убава експанзија. Гледаш ти секако да ги комбинираш тие двете во твоето портфолио? Да. Па добро, театарот опфаќа нели секако многу аспекти. Мислам, поготово сега со новата представа, работа ми како драматург во представата, мислам, и самиот текст, прво, доста долго се бавев, едно 3 години сигурно, додека се пишуваше, па како актер, па како организатор на сето тоа, така да гледам да ги опатам сите можни аспекти на театарот, така што... Одлично. Поводот за ова наше денешно поврзување е представата која што следува наскоро, поточно на 11 овој месец, така? Да. Генерална проба, тоа е театарска представа, како што еве и дел од темата насловивме, животот како недовршена сцена, но во описот е трагикомедија за љубовта, театарот и животот како недовршена сцена, како вечна репетиција без премиера. Двајца актери, менувајќи маски и идентитети, играат спектар на љубовни врски, од комичност до трагичност, од страст до празнина, од блискост до разделба. Дел од описот за представата, еве, Радо, работејќи на оваа представа, може да кажеме што е мотивот, инспирацијата, што е она кое што, нели, меѓу другото, ти даваше одредена креативност за да може да се создаде представата? Па, мотивот во глобала е самиот живот, нели, како што напоменавте, и лицемерието, и суети, и тоа его што постои кај сите луѓе, нели, нормално, никој не е совршен. Во глобала, инспирацијата беше несовршеноста, бидејќи, нели, сите трагаме по некој совршенство, совршенството не постои. Тоа е дефинитивно и така да од тамо тргнав да градам и да работам целата приказна. И самиот наслов, нели, како што кажува, генерална проба. Во глобала ние сите трагаме по тоа некој совршенство и да дојдеме до таа некоја премиера, ајде вака во наводници да кажам. Но сепак животот ни проаѓа во еден статус проба. Постојано само нешто пробуваме да бидеме подобра верзија од самите себе си. Пробуваме на некој начин да се подобриме и како тоа ние би можеле да функционираме подобро и да бидеме посрекни, така што и самиот концепт на целата представа е дали театарот го емитира животот или сепак животот го емитира театарот. Така да тоа е прашање некое што се поставува во целата представа и го истражува човекот како индивидуа, неговите карактеристики и буквално сето тоа што не прави да сме луѓе, со сите наши секако мани и доблести. Ги гледаме баш овие фотографии, всушност од генерална проба, каде што се рамо дорама со актерката Ирена, со нашата Изабела Бекапан, исто така редови наши дами во Утринската на Телма. И можам да кажам, да посведочиме и Ивана, јас и голем дел кој што ве гледаат во представи, во стендап шоуа и така натаму, дека имате прилично секој пат еден убав, топол и искрен пристап со публиката, односно и на интеракција. И дали некој пат, можеби, публиката, сега не знам каква е оваа представа, дали имате можеби интеракција, меѓутоа дали некој пат сериозно публиката, знаеш, ги читаш сигналите што се вели од нас, од нашата експресија, ти го менува можеби моментот на представата, траекторијата, па самото тоа и некои реплики можеби и моменти. Дали тоа ќе се очекува од оваа представа или е конкретна, јасна представена за публиката?
Па, искрено, јас не знам што ќе очекувам од оваа представа. Така да ете, како што ви насловот кажува, генерална проба ќе биде се. Така што публиката може да очекува многу работи. Многу работи, ќе биде секако забавна, тоа е дефинитивно. Мислам, ќе си представата си поставува премногу прашања по самиот текст, но во однос на тоа што може публиката да очекува, може да очекува буквално све. Како што имате... Тоа можам само да го кажам. Да, како што имате и споминато, ќе се насмеете, нели, повикувајќи ја публиката, ќе се насмеете, ќе се препознаете, можеби ќе заплачете, секој со своите емоции или начин на кој што би реагирале на самата представа, која ќе биде, споменав, на 11 ноември во културно-информативниот центар или салон 19 во 20 часот. И ако може да кажеме, Радо, со оглед на тоа што и го создаваше текстот за представата, но истовремено и играш во оваа театарска представа, што можеби, сигурно дека има допирна точка овие две, но во што повеќе уживаш ако не е како ако не го доживуваш како неблагодарно прашање и ако може да се направи таква дистинкција? Да, одлично, прашањето е баш на место, баш во периодот кај што морам да го споменам тука мојот колега од класа Давид Илик, кој ми помогна најмногу во целиот проект, бидејќи нормално луѓе сме, не сме роботи, ќе прегориме ако си ставиме се на грб. Така да Давид Илик ја презема режијата за оваа представа, на што сум му премногу благодарен и кој има едно прекрасни креативни идеи во целиот процес. Искрено, јас во што најмногу живам, тоа е актерството, тоа е дефинитивно. Текстот дур го пишуваш, да, е убаво, ги имаш тие идеи, постои таа катарза кога ќе ставиш све на хартија и тоа е исто убаво, но сепак мене едно што најмногу ме исполнува е тоа кога сум на сцена и кога гледам да го извадам ликот што е можно поверодостојно за публиката. Да. Каква е костимографијата, музиката, каква е подлогата на самата представа, отприлика колку трае, Радо, истата? Одлично, уште едно прашање за музиката. Морам да кажам дека целата представа е во фон на Дорси. Така да целата музика е Дорси, Джим Моррисон и тоа е тоа. Се одбра добри 5-6 парчиња на Дорси што се вклопуваат во тие 6 приказни во представата, така што Дорси се еден вид третиот актер во представата, еве тоа можам да го кажам. Инаку костимографијата си е нормално, бидејќи се работи за приватен проект, тоест независен проект, така што костимографијата си се наоѓаме. Некои парчиња облека се наши, некои се купени нарочно за представата, некои се позајмени, така што тоа е тоа што се однесува до костимографијата. И тоа е, морам да напоменам дека малце треба повеќе да се има слух за алтернативната сцена во Македонија, бидејќи, не знам, сите го чувствуваме тоа дека како да, не знам, борба со ветерници е некако целава работа. Се трудиш, даваш, но сепак некако, што знам, како да трудот не е доволно валоризиран, некако, што знам. Барем јас се чувствувам така, и многу мои колеги исто што се занимаваат со алтернативната сцена, го делат истото мислење. Да, сме слушнали нивното мислење или нивниот став по ова прашање и во наши минати изданија и надежта секогаш постои дека ентузијазмот, трудот, желбата и љубовта кон она што го правите, веројатно ќе донесе до еден поинаков резултат или исход, а тоа е подобрување или овозможување подобри услови за да може да творите онака како што најдобро знаете и умеете. А кога зборуваме за тематиката или за генералната проба и ако направиме на паралела како што и сам велиш за животот или она кое што се случува, често пати знаеме да кажеме дека ако за одредено нешто или во одредена ситуација не сме научиле лекцијата, животот ни ги повторува ситуациите и ни праќа слични личности или случувања во нашиот живот. Па колку еве лично за тебе си се пронашол или си ги препознал таквите ситуации во животот, ако еднаш не си излекол поука да тоа го доживуваш како повторно нешто ти се случува или како нека генерална проба додека не се направи одреден пресврт и да се продолжи понатаму, веројатно секој од нас на индивидуален начин се соочува со такво нешто. Да, тоа е дефинитивно, мислам, што викам, јас животот секој ден ти мава нов шамар.
Така да нормално е да се учи нели од многу грешки, но сепак нели како е, мислам како се вика, човекот учи додека е жив. Така што секој нов ден е една нова лекција, една нова надеж и еден секако и нов порив да се создава, да се работи понатака. Така што не знам, јас сум да речеме од оние луѓе што кој ќе не знам станам од Сабајле прво нели пред се си благодарен на тоа на Бог што си се разбудил пред се Сабајле, тоа имаш енергијата да твориш, да создаваш, да го живееш денот. Грешки се прават стално. Тоа е нешто неминовно, но сепак нели како што реков, поентата е да се научи нешто. Па тие се тие убави кажани суптилни лекции кои што ги велиш и многу добро што го поентираш и го нотираше тоа, нели, затоа што некој пат го забораваме. Прво, нели, отворање на очите, всушност во тој момент знаеш дека за жал многумина од светот наши сограѓани не може да го сторат тоа. И тоа е добро што го поврзуваш некако со нашата утринска тема за која што ќе говориме наскоро. Инаку градењето на твоите карактери, личности во представите, претпоставам дека имавте прилика нели малку од сето тоа како проект да ферментира. Конкретно нели со оваа представа која што ќе биде поставена токму на Салон 1919. Некој пат претпоставам дека си се поистоветувате со колегите, на кој начин можеби да ги градите карактерите, ама сепак треба да го продадеш твоето централно јас и да се ставиш нели во поинакви чевли. Во овој случај имаше нека инспирација конкретно книга, филм, некој лик кој што би го земал како некој можеби символ кој што можеби дава предизвик како на кој начин да го изградиш, да го искалемиш карактерот за оваа нова представа. Да, тоа секако постои. Кога ја пишував целата драма, сите 6 ликови, тоест 6 машки и 6 женски лика ги имам во глава и тоа се ликови кои постојат. И верувам дека ако некој од нив дојде на премиера ќе се препознае, значи тоа се сепак живи ликови, така што да, мене ми е лесно како актер од таа страна, бидејќи сум натрево целата приказна и ја имам создадено и напишано. Ми е многу лесно да ги лесно. Не е лесно да изградиш лик, но мене ми е барем ајде во оваа ситуација некако бидејќи ги знам карактерите кои се, што се, јас сум ги напишал, јас сум ги створил, но сепак доаѓаме до оној момент каде што тие мора да функционираат на сцена и тоа се 6 различни лика во саат и 10 минути и за актер е малце многу голем претиск реално, така што градењето на ликовите обично кога се работи представа, да речеме последната представа што работев Земја на Штрков, ја работев можеби едно 3,5 месеци, го создавав, го градев ликот, размислував кои се неговите ставови, како тој функционира и се тоа. Овде е многу поголем проблем, бидејќи имаш 6 лика кои треба да ги прикажеш за час и 10 минути, а се брзи, се динамични, се премногу податливи за публиката, имаат преголема енергија, премногу информации кажуваат во самите сцени. Така што се уште дури и јас работам нормално на ликовите и се барам, но се надевам дека до 11 ќе бидам баш онака спремен како што треба да биде. Да, несомнено дека ќе биде така и пред уште еднаш да потсетиме и пред да се поздравиме за денес, да ни кажеш само покрај благодарноста која што ја чувствуваш и практикуваш со благодарност да го започнуваш денот, што останато е дел од твоите утрински ритуали и тоа и ние практикуваме во утринското будење да го дознаваме за нашите гости со кои што се поврзуваме. Стимулираме едни со други, тоа е најважно. Да, како започнува денот и што е она кое што нели би требало да го правиш, односно го правиш за да ти биде денот како што треба или првиот дел од денот, утрото, пред да почнеш со работните обврски? Во глобала све е на трчање во последно време, и стално е така. Така што многу ретко ми се случува така да имам време кога ќе станам од Сабајле за кафе или за било каков поинаков ритуал, но сепак си дозволувам така барем 1-2 сати пред обврските да се разбудам. За нормално ушот е една неминовна работа, тоа го кажам цело време. Ако не се истучирам од Сабајле, не можам да функционирам. И така што немам некои посебни ритуали. Обично сум спанко и така утрата ми се малце поспани. Но ако немам проба, обавезно морам да седнам негде на чорба. Еве, чорбата ми е еден од тие ритуали. И тоа каков ритуал е чорбата? За многумина се уште останува тоа.
Така е, да. Радој, па добро утро, стана малку порано, верувам, за нас, за утринска на Телма. Супер си помина, да. Да, да може да Благодариме. и ги информираме нашите гледачи за она кое што следува и се разбира да ти посакаме успех пред се тебе, а и на твоите колеги и генерално да продолжите и понатаму со создавањето на театарски представи кои што апсолутно се тука за публиката, но и истовремено да направат како што и дел од вашата најава стои да се насмееме, да заплачеме. Пред се. Да, може би се запрашаме, да размислуваме, а сето тоа да води кон она кое го прави и животот добар за живење, при тоа одличната дружба и верувам дека ќе имате и доста добра публика или доволна публика која што ќе ужива заедно со вас на представата Генерална проба. Рековме 11 ноември, салон 1919 во културно-информативниот центар. За сите понатамошни информации или за новата представа, односно изведбата на Генерална проба, ќе имаме можност веројатно и во иднина да информираме, како и за се друго што би било нова. Продолжуваме ние заедно со тебе да градиме мостови, особено за она културно независна продукција и сцена, така што верувам дека ова ќе биде уште една причина плюс, како што кажа Ивана, 11 овој месец да се најдеме во културно-информативниот центар, да ги набавиме билетите, претпоставам дека на Златен Зап сигурно веќе ги има достапни. Да уживаат во ова трагикомедија, како што рековме, со бура од емоции, Генералната проба која што ти и остатокот од екипата ќе понудите за македонската јавност. Ето така, ви благодарам премногу, мислам беше уживање да секогаш во ваша емисија уживање, така што имајте пријатен ден, па се гледаме секако. Се гледаме Радо, убав ден и за тебе и среќна и успешна нова работна недела.